Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Петта недела на Великденскиот пост. Евангелие според Марко, глава 10, стих 32 до 45. Во тебе, мајко Богородице, ликот беше најдобро сочуван, земајќи го крстот, ти го следеше Христа. Светата црква преку денешното свето Евангелие не учи дека вистинското следење на Христа се постигнува со пост и со молитва. Многумина мислиме дека постењето се состои само во одбегнувањето на мрсни јадења и употребување масло во исхраната. Од друга страна, тоа е точно. Воздржувањето во исхраната е постење, но тоа не е доволно. Тоа е само едниот вид или едната страна на постот. Другата страна на постот, која е многу важна, духовната, е во отварањето на срцето и отфрлање на се што е непотребно, штетно и гревовно, а наспроти тоа, задржување на потребното што ќе допринесе во очистување на срцето. Светиот Јован Златуст, зборувајќи за постот, вели: немој да ми кажуваш колку денови не си земал храна или колку денови не си употребувал мрсна храна, но кажи ми дали ти од злобен стана смирен, дали го отфрли гневот во себе што го носиш, дали побара прошка од Бога за твоите навреди кон ближниот, дали се помири со твојот брат. Ако ова си го направил, дури тогаш можеш да дојдеш во храмот и да се помолиш. Тоа е духовната, но и потешка страна на постот, затоа што најтешко за човекот е да ги признае своите грешки и да рече прости ми. А молитвата, таа пак ни овозможува посебна душевна состојба во која ќе го почувствуваме Божиот мир, постојано викајќи кон Господа: Господи, помогни ми, не дозволувај мирот да не напушти, не дозволувај да исчезне најубавото чувство во мене, во мојата совест. И сега на крајот од оваа седмица, дали чувствуваме дека сме недостојни? Дали чувствуваме дека не сме направиле доволно што е потребно за нашата вера? Но сепак имаме утеха во себе. Во која смисла? Па ете пред нас, во нашите духовни очи, ја гледаме Марија Египетска. Таа беше грешница, а која откако се очисти од незините гревови, постана класичен пример, класична слика на жена христијанка. Отпрво таа беше дворска развратничка во Александрија, во Египет. Беше убава и лична, но на нејзината расипаност немаше крај. Се случи еднаш луѓе да се качуваат на брод кој одеа во Ерусалим, во посета на светите места. Кога виде и таа се качи на бродот, но не со намера да ги посети светите места, туку со намера да биде активна во незината професија меѓу азилатите. Така со нив заедно отплови во Ерусалим. Кога пристигнаат пред крстот Христов, и таа посака со народот да се поклони на светиот крст Господов. Зошто да не, си велеше таа. Штом сите одат, сакаше и таа да влезе во храмот. И таму кога луѓето влегоа во храмот, таа не помислувајќи на се што сгрешила предходно, не можеше да влезе во храмот. Сите влегоа, а таа остана како закована на земјата. Наеднаш силен ветер ја зеде и ја исфрли. Без разлика што претрпе и желба без разлика што трепереше од желба да влезе, сепак не можеше. Нешто ја спречуваше. Најпосле разбра дека некоја сила
не й дозволува да влезе во храмот. Погледна нагоре и го виде ликот на Пресвета Богородица со Христа. Веднаш завесата која ја покриваше незината совест се отвори. Тогаш слушна за Христа и разбра дека он ја повика да се очисти. Незината совест и ги откри сите нејзини гревови што ги направила претходно. Потоа падна пред небесната царица со плачење, викаше: "Опрости ми, Мајко Божја, и помогни ми." Тогаш таа почувствува дека не е дел од другите луѓе. Тогаш виде дека светот поинаку гледа на неа и дека не е достојна да го прави она што го прават азилатите. Понатаму таа самата ниту виде, а ниту разбра што се случи. Откако побара прошка од Бога, дури тогаш и беше дозволено да влезе во храмот и да се поклони пред Христовиот крст. Одеднаш, како да беше крената на крилја, беше донесена во храмот. Чудо се случи во неа. Почувствува силна жед за чистота и честност. Сакаше да ја почувствува светлината на чиста совест. Кога доби опростување, без чекање и без да понеси храна со себе, побрза кон реката Јордан, помина преку водата и се изгуби во пустињата. 17 години таа живееше во пустина смирено и, како што самата рече подосна, се удираше од земја за да ги победи сладострасните чувства и ѓаволските телесни побуди. После 17 години таа испроси милост од Господа. Беше очистена од гревовите како ангел. Поради тоа црквата ја посветила оваа недела за да не утеши. Црквата преку овој пример ни кажува и не поучува дека не постои грев што Господ не би го опростил доколку искрено се покаеме. Почитувани, без сомневање треба да знаеме дека секој од нас ќе биде покриен во земјата. Секој од нас ќе исчезне во гробот, но душата ќе помине во вечен живот. Дали размислуваме што ќе биде со душата после разделувањето од телото? Дали ние некогаш размислуваме за тоа? Еве црквата и денес не повикува на покаяние. Но како да отпочнеме? Најпрво да помислиме на тоа. Марија не можеше да влезе во храмот. Некој не й дозволуваше тоа. Да погледнеме на себе и на собствената совест. Зарем не ни се случува истото и нам денес? Некој или некоја сила и нам не ни дозволува да влеземе во храмот и не ни дозволува да се предадеме исцело на Христа. Кога е време за молитва, секогаш имаме некои поважни работи или ќе речеме: ајде утре или ајде другата недела ќе одам в црква. И најлесно се откажуваме од молитвата. Да го застанеме тоа. Но како? Исто како што го направи Марија. Да почнеме да потрчаме кон Мајката Божја, Пресвета Богородица. Тоа е што треба да го правиме. Тоа е најголемата радост. Да потрчаме кон Господи и да речеме: Господи, помогни ни да бидеме христијански, да бидеме вистински христијани. Помогни ни чувствата на нашите срца да имаат еднаква желба, поклонување и оддавање на Господа и исполнување на Твоите заповеди. Потоа чистотата и светлината и пролетта ќе дојдат сами. Наближувајќи се празникот Великден, се почесто ги слушаме Христовите зборови: мир на сите. Дај Боже тој мир да се всели и во нас. Амин.